Почитувани, добар ден. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Пресврт. Јас сум Дејан Србиновски и во наредните 20 на минути ќе имаме интересен гостин со кој ќе продискутираме за она можеби што е најактуелно во земјава, се однесува на трагедијата во Кочани, каде системот потврли, зошто потврлуваат сите овие 30 години, но и зошто секогаш овие потврлања ги плаќаме со човечки животи. Стотици одземени лиценци, дозволи за градба, за транспорт, за работа, мораториум на истражната постапка или пак амнестија. Кој може, а кој не може да контролира, да дава ингеренции истите да ги одзема. Дали немањето доволно инспектори е изговор за повеќе од 30 годишните пропусти во земјава кои, како што предмалку споменав, голтаат човечки животи. Дали ужасната трагедија во Кочани е последна шанса за фабричко ресетирање на системот и свеста во Македонија? За ова, но и многу повеќе, денеска во емисијата Пресврт ќе дискутираме со мојот гостин, професорот, универзитетскиот професор во пензија Борче Давидковски. Професоре, добар ден и ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во емисијата Пресврт. Добар ден и мило ми е што ме поканите. Професоре, ајде, вака ја слушнавте, предпоставам, најавата за вашето денешно гостување, па би сакал на самиот почеток да почнеме од она што можеби е најсуштински за сето она што ја мачи македонската јавност, а тоа е системот. Се протестира на улици, протестираат граѓаните, студентите, сите оние кои што се огорчени по трагедијата во Кочани. Што е всушност, професоре, системот и дали можеме истиот да го ресетираме? Па видите, системот, тоа е систем од институции. За жал, бидејќи не направивме вистински реформи, нити почнавме вистинска реформа да правиме ови изминативе 32-3 години, ние ги наследивме институциите од стариот систем, кои што институции функционираа. Имавме и добри закони, и се уште имаме добри закони, но проблемот е што ги партизиравме, односно ги уништивме институциите. Ниједна институција во Македонија, особено последниве 20 години, не функционира онака како што е согласно законските прописи. Тоа е факт. И ние кажуваме партизирана администрација, се примаат со илјадници луѓе наеднаш без критериуми, без сакаме мерит система, воопшто немаме мерит систем и така натака. И фактички тие некадарни луѓе, несоодветни, тие ги доведоа да институциите запрат со својата редовно извршување на основните дејности за кои што се формирани. И ние фактички имаме институции кои што се неефикасни. Граѓанинот не може да оствари некое свое право. Во 21 век, кај што се е дигитализирано и така натака, ние се уште идеме на шалтер, па со таксини марки, па со молба, чекаме и така натака, што сегде во светот била која потврда и онлайн ви се издава. Зошто? Затоа што седат луѓе во тие институции кои што не знаат на компјутер да работи. И едноставно тие го кочат системот. Тоа е основен проблем. Цело време повторувам, 43 години поминав, работниот век ми беше од помлад асистент до редовен професор, дека ние реформи мора да правиме. Реформиве не ги правиме за да влеземе во Европска унија. Ние реформите треба да ги правиме за добробит на граѓаните, да не дојдеме до ова дереже до кое што дојдеме. И премногу има негативни појави што се случуваат, да не ги набројуваме се, сите ги знаеме, кои што се свалуваат на грбот на обичниот граѓанин. За жал. Меѓутоа, професор, како ја гледате или ја коментирате оваа изјава на надлежните и на функционерите кои што велат сета оваа трагедија која што ни се случи околу Кочани ќе се преземе, односно ќе има мораториум на истражната постапка за носење било какви одлуки кои што се однесуваат за несреќа. Може ли, дали нашите закони пропишуваат ваква некоја законска одредба каде што просто кажано ќе се стопираат сите овие акти се со цел да се заврши истрагата
побрзо или пак ова кој е некаков неумешен спин? Видите, нашето право не познава термин мораториум. Пред неколку години беше у мода кога општина Центар донесе мораториум за реализација на дуповите, па на Уставен суд падна. Така што вие ако сакате мораториум треба да ги измените законите и да кажете сега нема да издаваме лиценци одреден период. Тоа е законската процедура. Вака да си иде мораториум, тоа е палиативно решение, ова е сега кампања и сега во кампањата се даваат разноразни изјави. Мислам дека треба ние да држиме на принципот на законитост. Она што е закон, она што е пропис, тоа да се применува. Ми имаме одлични закони, верувајте, но за жал немаме луѓе кои што ќе ги спроведуваат и затоа доаѓаме до ова да имаме фалсификат, да се даваат лиценци, фалсификати и така. Процедурата е таа. Не можеме ние нова процедура да предвидиме. Дали ова но луѓето кои што ги спроведуваат, кои ги даваат тие лиценци, дали за мито, корупција и така натака, тие се проблемот за да не функционира системот, односно да самата држава се повеќе тоне во безнадеж. Дали ова политички памфлет околу мораториумот или уште една нестручност од оние кои што треба да ја спроведат стручноста, професоре? Јас мислам дека во жарот да се помогне, да се направи нешто подхитно. Мислам дека, еве ги гледам, млади луѓе не треба наеднаш сега да се ова е кампања. Најлошо е кога се прави кампања. Кампањата ќе се прави месец-два и во Македонија одма се заборава, ќе испадне друга трагедија или нешто друго ќе се фокусираме и ова што сме почнале не сме да застане. Тоа е основно. Ако почнеме реформи да правиме на вистина, треба да продолжат. И добро е што е на почеток на оваа влада и владава треба да почне сериозно да работи со реформи во сите сегменти, особено кај администрацијата. Например, ние имаме 4 закони спремни се, еве 2 години не се пуштаат во собрание, тоа е закон за вработени во јавен сектор, закон за администрација, закон за обука на администрација, многу битен закон, и закон за висока административна служба. Тие закони профилираат мерицист. Значи, оној кој што е способен, кој што има образование, на соодветно место да биде примен. Тие се законите. Зошто не се Али, колку што знам, најголем отпор има повторно од администрацијата. Тамо по партиска линија се поставени началници, шефови, раководители и така натака. Никој не сака да биде дообучуван, нити сака да дава отчет. Видете, нигде во светот администрацијата не се само реформира. Треба да има политичка волја, политиката да сака да се направи вистинска реформа. Пак повторувам, за добробит на граѓаните. Инаку ние ако ги почнеме преговорите со Европска унија, веднаш во извештаите ќе ни кажат дека докаде сме, дека не сме реформирани и во кој правец да идеме. Ама зошто да чекаме тоа? Можевме уште пред добри 15-20 години да почнеме да се реформираме. За жал, оваа констатација е вистина и секогаш од страна на новинарите се постава и вие како експерт тоа го констатираме, меѓутоа без оглед на тоа која политичка клиентела е на власт, тешко се спроведува. Меѓутоа, овде, професоре, ќе продолжиме и за обемноста на администрацијата да говориме во вториот дел од емисијата. Би сакал овде еден ваш коментар, иако не е од вашиот сегмент, во однос на она верижна одговорност за која што се говори во истрагата, дека треба да има и за која гледам политичарите во јавноста говорат. Загрижува изјавата на јавниот обвинител дека верижните пропусти довеле до несреќата во Кочани, професоре. Сега, ако правилно ја разбирам оваа терминологија, верижен пропуст во трагедијата имало и како резултат на едно действие причинило друго или трето действие да дојде до загуба на овие живот. Како? Прашањето ми е, можно ли во земја институциите да докажат првен верижна пропуст и истиот да се процесира? Па кај нас стана веќе вообичаено, сега да не зборуваме дека
дека една институција ако потврли, следната институција исто така таа се обидува да забошоти таа претходната што потврлила, па следната и на крај доаѓаме на пример ако учествуваат во носење на една лиценца 4-5 различни органи, ако првиот сгрешил и последниот ајде ради не замерање и ќе ја дадеме лиценцата на крај ќе ја подпишеме. Значи тоа е верижното. Многу органи, особено органи на репресивни органи, може да се каже и полиција, но и од друга страна овие класични управни органи од министерствава, инспекциите, кои што не и си ја сработиле работата она кој што им е согласно законот даден. В законите точно и прецизно им се определени процедури, но дали се тие кадарни да ги спроведат, тоа е една ситуација. Мислам дека добар дел се и некадарни, бидејќи немаат капацитет тоа да го вршат, а од друга страна ради други палиативни причини или други, што би сте рекле, практични причини, ќе даде мито, ќе подмити, што се вели, ке нас ќе се подмачка и да иде работата, да иде понатак. Знаете, верижно, еве сега ќе дојде сега, на пример, имавме онаа девојчина што се згади на партизанска, и имавме полиција 10 дена по партизанска. Сега веќе немаме полиција, но пред 2 дена слушам на телевизија дечко со 110 возел и тоа без возачка дозвола. Се поставя прашање, тука значи потврлуваат многу органи. И сега наместо пратениците да одмарат, наместо да земат да извршат многу измени на закони, например, исто е као јас сега со пиштол да идам, немам дозвола за пиштол и да идам да го ставам на појас и да се шетам низ град. Тоа исто и он со колата. Колата исто е средство со кое што може да се изврши убиство. Дали мислите дека и во овој случај со несреќата во Кочани ќе се забошоти, ќе спласте оваа реакција во јавноста и институциите верижно ќе... Па најверојатно, еве, вчера имаше друг пример, некого фатиле тамо со роба 4 или 40 тона месо за пленето, кое што добил потврда дека е уништено. Тој повторно месото сад. Знаете колку луѓе ќе се потрујат у Скопје или у Македонија, ако тие 40 тона месо се... И сега... инспекцијата кажува, да, 18.000 евра го казнивме, а физичкото лице 1.500 евра. Како да го казне, тој ќе го потруе народот. Тој наместо кривично да одговара, му земале 18.000 евра. Он ќе даде 5 пати по 18.000 евра, само да одговара за прекршок, а не кривично. Тоа е кривично дело. Тогаш, професоре, како ја оценувате реакцијата на владата и институцијата за несреќата во Кочани, имајќи во пред сите овие наводи што ги споменавте, но и дополнително фактот во однос на тоа што собранието ни е условно речено распуштено, како што велат од овој орган, дека несреќата по 7-дневната жалост, пратениците, односно председател на парламентот, решиле уште дополнителна една недела да се стиши цела оваа ситуација. Видите, ние согласно уставот, нашето собрание постојано е во заседание. Немаат они, не можат ни недела дена, ни 2 недели и така. Како може органите, извршните органи, министерствата, како можеше МВР, како можеше јавното обвинителство со појачени екипи и за време на жалост да работат и така натака, нашите господа пратеници очигледно не се достојни да ја вршат таа функција. Мораше собранието, ако не е друго, барем со неколку минутно молчење да одаде почет на загинатите и да ги охрабри овие што се лекуваат дома и во странство. Сепак е собранието највисок орган во државата. Не случајно кажувам, имаме подолба на власт, али секој пат законодавната е највисок орган. Но со овој уште еден пример дека фактички од 91 до сега за жал воопшто не се одметна собранието да си ја заземе онаа позиција која што навистина согласно уставот и припаѓа. Имало тогаш би сносели ли пратениците во најмала рука некаква одговорност, ако не може законска, барем морална, бидејќи би сакале овде да ве надополнам на вашиот одговор, дека во минатото Македонија имала повеќе слични вакви трагедии, од паѓање на авиони, смртта на председателот Борис Трајковски, потонувањето на бугарите во Охридското езеро и
од она што успеавме да најдеме како информации, за сега најдолг државата, односно владата има прогласено 3 дена ден на жалост за трагедијата во Стајковци, каде што морам да потенцирам дека тогаш во летни услови пратениците, иако беа распуштени на летни одмори, се вратија во пратеничките клупи и донесоа итни мерки за помош на страданите семејствата. Што е разликата сега во една ваква Мислам, го дадов ти одговорот. Мислам, тогаш се одважиле пратениците, сегашните пратеници се согласиле пратеничките, како што слушав на телевизија, се согласиле сите пратенички групи уште една недела да си земат тайм-аут, бидејќи ќе било пратенички прашања, па да не се злоупотребувала говорницата. Па токму говорницата е за тоа ако треба да се злоупотреби, ако треба некоја политичка одговорност да се бар, а не они да се кријат едноставно да не работат. Повторувам, има многу прописи кои што се виде сега, има во некои закони треба промптно да се интервенира со цел да се надминат некои слабости и сега наместо да земат тие закони да се, али они нормално кај нас со пратениците не пишува закони, ни чекат владата да им напише. Сега владата има друга преокупација, посветена е како да се надмине оваа состојба и кога ќе се стабилизира оваа состојба, тогаш ќе почнат и номотехнички со секој соодветно министерство да врши измена на законите и после нели ќе биде тоа доцна? Па доцна ќе биде, ама подобро еднаш некој пат да се почне, него никој пат. Затоа што мене ми е страв само кампања ова да не испаде. Треба перманентно да биде, постојано, цело време да се инсистира на стручност и компетентност и доследна примена на законите. Затоа што ова после може да ќе избадне некоја друга, не дај Боже, случка, така што ние очигледно македонците сме со кусо памтење. Системот де факто е сочинет од институции кои, како што велат и вие споменавте, ги водат партиите, најблаго речено. Кои според вас се нужните овие чекори што пред малку ги спомнавте, што во најбрз временски период би требало државата, институциите и владата да ги преземат за можат граѓаните во некаква минорна, ајде да кажеме, во минорна доверба да вратат довербата во државата и во институциите? Прво и основно што по мене треба да се направи, ако пуштаме некој, човечкиот фактор. Треба да ставиме оние луѓе стручни и компетентни на оние одлучувачки места, а не да се стават партиски лепачи на плакати, каде што се знае кај нас од 3-4 луѓе кои што кога се менува власта, комплет се менуваат, стручни и компетентни кои што законите треба да ги спроведуваат и кои што ќе воочат во конкретниве случаи, кои закони, дали правилник за пожари, дали ова и оно, сепак се тоа стручни луѓе. Јас не можам да коментирам закон за градење или за урбанизам и така натака. Сепак само стручни и компетентни луѓе да дојдат на вистински места и кои што ќе бидат тој моторот, локомотивата со политичка поддршка сестрана, кои што ќе може да ги направат реформите и веќе еднашка да принципот на законитост, стручност, компетентност во оваа наша држава да се применува и верувајте, многу брзо граѓаните ќе го чувствуваат бенефитот. Англија правила реформи во почетокот на 20 век, од 1900 до 1915, 15 години. Ова се најболни ќе бидат реформите, да се разбереме. Кој е за нас Паѓа влада, обично после владата на Маргарет Тачер падна само ради тоа што стрикни реформи. Она зема се што е јавен сектор, што не вредеше, го приватизира. Од рудници, железници и така натака, но на следните избори изгуби. Но остана запаметена, остана дека она ги спроведе реформите и Англија ја качи на ниво на Германија и Франција за да биде рамноправна во Европската унија. Меѓутоа, професор, ние не сме ниту Англија, ниту Германија, ниту Франција. Кој според вас има најдобар концепт кој би бил применлив за нас
спроведување на реформи. Само волја да има владата, само да има политичка волја да сакаат нешто да реформираат и да стават, еве ви кажав, 4 закона следат 2 години. Да земат преку обуките и ако уште некој не е кадарен, ќе има задолжителни обуки да се обучи на тоа работно место што работи, да биде стручен и компетентен, барем ако не во иднина да не се прават тие грешки. Може некој од незнаење, верувате, може и од незнаење да лошо го спроведува законот. Професоре, овде би сакал уште едно прашање да ви поставам во однос на нашиот разговор, а се однесува во онаа самоорганизација која што ја гледаме деновиве и неделиве на улиците, како протести, преточени во револт на младите, на граѓаните за несреќата во Кочани. Па најчесто една од паролите е дека системот не функционира, дека треба младите да ја земат правдата во своите раце. Може ли овде да ни објасните или да пообјасните за граѓаните кој е единствениот начин или кој е начинот на кој што граѓаните во однос на овие предмалку што ги споменавме недоверба на институциите можат институционално да влијат, односно да ги остварат своите барања кои што ги споделуваат на улиците. Како најбрзо би можело тоа да се случи? За жал кај нас барем во изминативе години сите млади кои што сака да бидат инволвирани во политика или да артикулираат политика, мораше да поминат преку политичките подмладоци и така да градат своја кариера. Ние имаме студентски форуми, студентско собрание и така натака. Но тоа е само еден сегмент, се грижа за студентските права што ги имаат на универзитетите и на факултетите. Значи, постојат низа форми. Постојат, например, пленуми, форуми, граѓански иницијативи, здруженија на граѓани и така натака, каде што овие млади луѓе можат да си ги артикулираат своите барања, своите протести за да ги изразат. Не мора да идат преку политички партии, туку едноставно, еве како, например, кај нас соседите, преку студентските форуми, тие излегуваат без да бараат политички без политички прашања да поставуваат да се смени влада, да се смени... Едноставно бараат 4 барања, бараат законот да се спроведе. Значи, секаде, еве и ова до сега што зборувавме, законот треба да се спроведе од оние кои што институциите кои што не се кадарни или не сака да го спроведат. Тоа е основното и предпоставувам и овие млади луѓе што ќе излезат, токму тоа ќе биде нивното барање. Само законитоста да се... Не верувам некој на 22 години сака да руши власт или да влезе во власт, но сакат да имат подобар живот. Ако институциите функционираат и тие полагодно ќе се чувствуваат. Меѓутоа, во низ историјата навратени наназад на вакви некои слични студентски протести, до сега, поправите можеби грешам, немало организирање на младите и потоа преточување на нивните барања. Говорам за во 90-тите, видовме дека сето тоа се правеше некако преку нивно влегување понатаму во партиите. Немојте да ги подцените, јас бев декан од 2008 до 2016 на правниот факултет и кога тогашната влада во 2012 година сакаше да го измени законот за високо образование за така наречено екстерна проверка на знаењето после втора и после четврта година и кога од платото на на кампусот се собра 12.000 студенти, веќе пред владата беа 40.000 војни тетки, кои не те и после тоа се налепија шарена револуција, пленумци, форумци, првото излегување организирано од студенти беше 2012 година кога што од платото на универзитетот отидоа пред влада кои што беа против и законот нормално тоа не беше политичко мислам пак е тоа политичко барање бидејќи се сопре процедурата за носење на законот. Но тоа беше првиот сигнал дека нешто не е вред и дека треба тие млади луѓе да се послушаат. И тогашната влада
послуша и го повлече законот и потоа почна шарена револуција, па се Мислите дека и во овој случај би можело така да Па не знам, сега не знам, тоа беа чисто студентски барања, бидејќи се бараше измена на закон за високо образование. Сега ја не знам, не би шпекулирал какви би биле барањата и така натака, но предпоставувам дека нешто слично ќе биде како кај комшиите, едноставно да законот да се применува, институциите да работат, што по мене, колку што гледам, сите политички партии, и позиција, и опозиција, и сите се залагат барем формално правно дека сакаат реформи и стручни и компетентни луѓе, мерит систем да се применува. Па ева да видиме. Да видиме. Професоре, ви благодарам што ми бевте гостин во емисијата Пресврт на Слободен печат. Ви благодарам за изнесените ставови во однос на овие актуелности кои што го засекаат македонскиот граѓани и општество и се актуелни. Ви благодарам на можноста. Штета, толку години, еве, 2-3 пати и кај вас сум дошол овде, истото го зборувам, реформи, валјда некој пат ќе дојде до ушите на оние кои што одлучуваат за овие работи, да навистина да се седне да видиме бенефит као граѓани да видиме бенефит оваа наша држава, да ја устроиме барем да биде правна држава, демократска држава, вистинска демократија да градиме. Се надевам и ние, затоа сме и ние новинарите тука да го пренесеме вашиот глас до сите во општеството. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше универзитетскиот професор Борче Давидковски, мојот денешен гостин во емисијата Пресврт, со кого продискутиравме за оние најактуелни работи кои што се однесуваат на институциите, судството и системот во Македонија. Ви благодарам за вниманието и останете со Слободен печат и заследете го каналот на YouTube на Слободен печат. Пријатно!